Благодарам за најавата. Денешен гостин во вестите е директорката на ЈУЗО Општа болница Катерина Кузмановска. Директорке, добре дојдовте во вестите и кажете ми, сведоци сме дека во последниве денови Струмица оди во нагорна линија што се однесува на новопозитивните од COVID-19. Каква е состојбата во Струмичката болница, раздвиженоста на дневна амбуланта и прием на оделение? Ви благодарам на одвоеното време. Ние сме тука секогаш да споделуваме информации кои што ќе бидат од интерес, се разбира, и за нас како јавна здравствена установа и за пациентите кои што добиваат услуги во Општа болница Струмица. Јас би сакала да потенцирам на почетокот на ова кој што ме прашавте, значи ако сакаме да бројот не расте и понатаму, е зголемен, точно, јас ќе ги кажам податоците во последните неколку дена со тенденција за растење, меѓутоа ако сакаме да не продолжи овој раст, мора да внимаваме на мерките, значи мора одржување на дистанца, значи мора да не се собираме во јавните простори, мора да носиме маска и само на тој начин можеме да спречиме да бројот и понатаму расте. Општина Струмица, Општа болница во Струмица има тенденција на пораст на и хоспитализираните пациенти од COVID и пациентите кои што доаѓаат на дневна болница. Ние имавме можеби некаде околу 8 хоспитализирани пред 10 дена и околу 10 на дневна болница. Сега бројот е зголем, имаме 32 пациенти вкупно, од кои што 17 се лежечки, 15 доаѓаат на дневна болница, од нив 9 се на кислородна поддршка. Имаме по неколку транспорти дневно на оние за кои што сметаме дека ми е потребно поддршка и лекување во терцијарна здравствена установа и сме во постојан контакт со клиниките во Скопје и ковид центрите. Јас само сакам да упатам една порака до сите граѓани во Струмица. Значи, како прво реков да се придржуваат на мерките и како второ да бидат спокојни, значи ние имаме доволно легла во моментот. Постоечкиот објект кој што ни е прилагоден како ковид центар располага со 25 легла. На одделот за инфективни имаме уште 25 легла кои што не се воопшто во употреба. Во тек е изведба на доводна цевка за централизиран кислород од новата болница, за да можеме да имаме кислород и на втори спрат во инфективно и да ги ставиме и во употреба овие 25 легла овие денови и уште 37 болнички кревети во модуларната болница кои што во секој момент можат да бидат пуштени ако имаме потреба. Значи модуларната болница е подготвена, спремна, така да имаме доволен број на болнички кревети, меѓутоа бројот на здравствениот персонал е тој со кој што располагаме. Јас само сакам да се благодарам и на лекарите специјалисти и на лекарите секунданти кои што навистина даваат се од себе да можеме да одговориме на сите потреби на пациентите. Епидемиолозите и лекарите во земјава зборуваат дека не очекува нов бран со коронавирусот и во Струмичката болница полека се подготвува со модуларниот ковид центар да ги стави овие легла во функција, се и со цел на пациентите да се излезе во пресред, но еве и пред малку и сами рековте дека проблемот не се можеби леглата, се проблемот лекарските капацитети и медицинскиот персонал. Како ќе го решаваме понатаму овој проблем? Значи, ние во изминатиот период го имавме проблемот, кога имавме и до 80, па дури и до 120 пациенти кои што минуваа низ дневна болница и низ лежечките капацитети во Општа болница Струмица. Не сметам дека ќе имаме, мислам дека имаме доволна екипа на лекари специјализанти во моментот кои што навистина излегува во пресед, тоа се некаде околу 20 кои што се на крај од специјализацијата од интерна медицина, неврологија, така да ги вклучивме и навистина овозможивме да имавме и лекари кои што доаѓаа од другите градови, значи постојано сме во контакт со другите општи болници од јавните здравствени установи во близина и во универзитетските клиники во Скопје. Така да секој од овие лекари би излегол во пресед ако не имаме во момент потреба од некој од интернисти, инфектолози или друг вид на специјалисти кои што можат да се вклучат во лекувањето на пациентите. Докторке, само за кратко за крај, имаме ли доволно лекарства, имаме ли доволно кислород? Да. Значи јас само сакам да упатам една порака, значи од една страна дека пациентите мора да бидат спокојни, мора да бидат трпеливи, значи мора да одржуваме дистанца и овде во амбулантите, значи ние се обидовме да имаме 15-20 минути во однос на пациентите кои што доаѓаат, значи посебно лист на кој што ќе пишува во колку часот кој пациент ќе дојде, за да не се ствара тај гужва кој што се создава особено за пациентите кои што доаѓаат на дневна болница.
Јас би ги замолила да бидат стрпливи, значи и во однос на амбулантските прегледи и во однос на терминот за доаѓање на дневна болница, и само на тај начин можеме и ние да се заштитиме, да ги заштитиме и здравствените работници. Лекови има, значи може да бидат сигурни, кислород имаме. Во моментот се работи на централен кислороден довод во инфективното оделение, така да не сметам дека би имале некој проблем. Само мора да почитуваме мерките, мора меѓу себе да се почитуваме и мора да ги почитуваме и здравствените работници и да имаме респект, затоа што еден здравствен работник на 50, 60, 70, 80 прегледи доаѓаме, на вистина е тешко. Благодарам многу. Благодарам и на вас.